Министерството за здравство за едни мајка, а за други маќа. Се жалат од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Според председателката Лилија Чолакова-Дервишова, редно време е повисоки плати да добијат и приватните лекари. Прашува, како е можно доктори кои имаат завршено ист медицински факултет во иста држава, а различно да бидат платени. Таа алармира дека со оваа парична разлика ќе се зголеми недостигот на кадар, со тоа што матичните доктори ќе ги затворат амбулантите и ќе работат за поголеми плати на друго место. Наше е да алармираме како Сдружение на приватни лекари во Република Македонија да ако се продолжи оваквиот начин на покачување во континуитет, пошто не ли склучија некаков договор со синдикатите, ние не сме членови на синдикат приватниот сектор, ќе дојде до голем расцеп, голем расчекор меѓу висините на платите во јавно здравство и во примарно здравство и во приватниот сектор, независно. Согласно тоа, логично следи да понатаму едноставно кај нас ќе се јавува недостиг на кадар, затоа што секој ќе вика што има подобра плата. Ова е сериозен проблем и треба сериозно да се размислува зошто луѓето кои што имаат завршено ист медицински факултет различно се третираат во една иста држава. Зголемување на платите за 30%, нов колективен договор, бенефициран работен стаж, побараа вчера од независниот синдикат на здравствените работници. На овие барања од ресорното министерство им одговорија дека нема пари за нови покачувања на платите во јавното здравство. Оправдување на министерот меѓутоа му е тоа што веќе 2 пати се покачиле платите на здравствените работници. Со овој песимистички одговор од министерството, се поизвестно е дека во четврток ќе има протест на вработените во здравството, кои се дел од синдикатите.